ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од нашата кујна во комплексот Етно село Тимчевски. Токму на нашето место со нов предлог за рецепт на денот, кој што верувам дека секој еден од вас ќе го израдува. Зошто? Затоа што сите имаме еден заеднички генерален проблем, а тоа е недостатокот на време. Но затоа ние си разменуваме рецепти со вас што нема да ни земат многу време, кои што не се скапи, туку се ефтини, ќе може секој да си приушти да си ги направи во моментите кога на семејството ќе му се јаде нешто така благичко, вкусно и така натаму. Овој рецепт ќе ви послужи и како да се најдат на вашата трпеза, а да не ви земат многу време. Тоа се едни убави бомбици со газиран сок. Газиран сок можете да одберете кој сакате и каков сакате. Значи, ќе ви треба една чаша, мерете со чаша за вода од 2 децилитри до 2,5 децилитри. Газиран сок може и жолт, може и кафен, каков имате. 2 до 3 супени лажици ликерче. Може од кафе, може од чоколадо, а може да ставите од домашните ликерчиња уште поубаво. Ако имате ликер од млади зелени оревчиња, ако имате ликер од вишни, од дивонане, што и да имате, ставете. Ке ни треба 3 до 4 супени лажици мармалад, каков и да имате, ако ви останал од минатата година, од минатото лето кога сте правиле мармалад. Верувам дека секоја куќа има и домашен ликер, има газиран сок, има мармалад. А понатаму ке ни треба 100 грама чоколадо за готвење кој што е стопено, 500 грама мелени бисквити, 100 до 150 грама ореви, мелени ореви и половина од коцката маргарин, тоа е некаде 125 грама маргарин. Сега да започнеме. Прво ќе го ставиме течниот дел. Ќе ставиме прво газиран сок. Така. Па ќе ставиме малку ликерче. Да ви кажам, како убаво мириса, нашето ликерче е домашно, од зелени млади оревчиња. Сега ќе го ставам и чоколадото. И сето ова убаво ќе го измешам. Потоа кога ќе мешате, сето ова убаво ќе се изедначи. Ќе ставам сега и мармалад. Ова ни е од модри сливи мармалад. Кога си разговараме со пријателките и кога си разменуваме рецепти, најчесто кога зборуваме за овој рецепт, секој едно вели: леле, моите едва и чекат кога ќе ги направам. Абе, уште не доправени, уште не ставени во овие корпи, бомбиците се изедени. Зашто? Затоа што се многу вкусни. Така. Сега ќе ги ставам мелените ореви. Нив ќе ги ставам сите во зајрето. А од мелените бисквити ќе остава малку за препелкање на бомбиците. Ќе го додадам и маргаринот. И на крајот се подразбира дека сето ова со рака убаво ќе го измешам. Еве го и маргаринот на собна температура.
И сега ќе додадам многу малку од бисквитите колку да почнам да месам. Кој од вас нема да сака да ги направи овие? Гледате колку се они брзи. Единствено што треба малку повеќе додека се замеси. А и малку што ми се излади чоколадото. Сега со раката кога ќе почнам да месам, тоа ќе се стопи. И почнувам постепено да додавам. Кога ќе биде многу тешко со лажица, ќе почнам да месам со рака. Постојат два начини на кои што можете да ги сервирате. Или да направите бомбици и да ги ставите во вакви корпички, или пак можете да формирате ролат. Да го ставите во фрижидер и потоа можете и да вадите и парчиња од него. Можете да го наросите со мелени ореви, можете со стопено чоколадо и да добиете торта, а која што нема да ви земе повеќе од 10 минути. Полека додавам и останатите. Јас кога немам време и кога ги правам овие бомбици дома, тоест тесто за бомбици, кога немам време едно по едно, нели најчесто и тоа не зема време. Земи едно, маткај па ставај тука, правам ролат и завршена работа. Блажината ќе си ја добија од мармаладот, од чоколадото, од бисквитите. Затоа немаме дополнителен шекер. Плюс шекер има и во сокот. Прекрасно нешто. Леле, каков вкус. Сега почнувам веќе да работам со раката. Чина ми ни една лажица не може така добро нешто да ми измеша, како кога ќе си фатам со својата рака. Еве, чувствувам се како убаво се станува така, како се споја сите состојки. Така, уште сосем малку бисквитчина ќе треба да додадам. Ако сакате по желба, можете и кора од лимон да додадете, можете и цимет, можете ванила, но мене ми се допаѓа овој вкус на газираниот сок. А посебно, знаете, кога ќе ставам, да кажеме, од ова домашно македонско производство, што е газоза или струмка, така нешто, тогаш ми се најубави. Ете, уште сосем малку. Другите за препелкање ќе ми останат. Мислам дека ова е веќе доволно. Сами ќе почувствувате на раката
кога е доволно. Не треба да бидат нели ни многу тврди, толку си е рецептата, но има некои бисквити нели повеќе пијат, некои помалку. Одлично. Ете така, тестото е готово. Прекрасно. И како е малку киселкасто од мармаладот од сливи. Па и вкусот на ликерот. Сега јас да ги исчистам моите раце и да ги средам бомбиците, ќе ги направам во корпа и така ќе ги сервирам на масата. Сега си го принесувам садот поблиску до мене. Ќе натопите малку раката. И они се убави 1 сат која ќе отстојат. Ете така. Дури ако имате и шарени трошки, с кои што најчесто се користат вака за вакви бомбици, можете сите да ги направите во разни бои. Некоја убава декоративна чинија. Ете така и секоја. Ќе ја препелкам секоја бомбица во или во мелени ореви, или препелкајте во, можете дури и кокос, ако сте љубители на кокос. Мелени бисквити и така. Вака ми е поблиску. Ете така. Верувам дека малите дечиња ќе уживаат во овој вкус. Еве ги бомбиците, а ова другово ќе го направам во рол, како што ви кажав. Така. Ќе си го ставам тестото во една чинија, соодветна. Така. И ќе му ставам и топено чоколадо од озгора, ќе го украсам. Значи, во ова тесто исто така можете да ставите и локо, сечкан локо. И како парчиња, така ќе си го сечеме. Како бисквити, така. И ќе му нарасам и малку мелени бисквитчиња. Ќе исчистам чинијата. Откако ќе ставам и малку стопено чоколадо. Ќе го украсам и така. И ова што ќе биде убаво, 1 час ќе ги ставам во ладилник и потоа ќе го послужам на трпезата.
Супер, леле, колку се радувам и јас како мало дете се радувам на ова. Се гледаме, драги мои, со вас на трпезат, откако ќе помине 1 час во ладилник и потоа го сервираме. Како убаво ни изгледаат и бомбиците во декорација со јаготки. Сега веќе имаме јаготки и тортата, што ви кажав дека може и како торта, може и како ролатче, значи како сакате, можете онака штанглици да си сечете. Еве јас ке си пресечам сега. И знаете што ми остава впечаток со ваквата декорација, си велам колку убаво сето ова изгледа, колку ни внесе расположение и радост. Сите сакаме благичко да се каснеме. На крајот на денот врти сучи, без благо не се може. Го обожувам овој вкус. Дали вака, на парченца, дали бомбица, со лав, муабет, со другарки, со пријателки, со семејството. Нема ни да се освестиш кога ќе ги снема бришка од чинијата. Леле, колку се убави. Еве ви, убава идеја и убав предлог како брзо и вкусно да направите десерт. Драги мои, знаете како велат? Ако ја сакаш птицата, нема да ја ставиш во кафезот. А ако те сака птицата, тебе нема да одлета. Така и со луѓето. Ве поздравувам уште еднаш код комплексот Етно село Тимчевски. Ве очекуваме кога сте слободни да не посетите, а чекајте следната епизода од емисијата Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот. Довидување!